Добро дојдовте на програмата на Телевизија Плюс. Ова е дневникот, да ги видиме настаните на денот. Ке следува законска постапка за клеветите, вели Димитриевски. Петрушевски алармира на континуиран притисок врз Куманова паркинг. За кого бијат камбаните, премиерно утре вечер. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски истакна дека ќе поднесе судска постапка за изнесените, како што рече, невистини и клевети од стопанственикот Спасовски во емисијата Став. Тој рече дека на овие тврдења гледа како на политички обвинувања. Повика и јавното обвинителство да постапи по допрен глас и да ги испита наодите. Ќе следуваат соодветни законски постапки за изнесените невистини, клевети и обвинувања, информираше на денешниот брифинг за новинарите градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, одговарајќи на новинарско прашање за тврдењата кои во емисијата Став ги изнесе стопанственикот Бобан Спасовски. Димитриевски праша зошто доколку имало дарежливост стопанственикот прикривал кривично дело. Нагласи дека јавното обвинителство треба веднаш да постапи по допрен глас и да ги испита на одите. Рече дека целта било да се омаловажи и дискредитира во јавноста. Апсолутно ирелевантно и да дискутирам, тоа го гледам како политичко обвинување кон мене кое што има за цел првенствено сето тоа што претходно поединци блиски до тие луѓе и самите луѓе го правеа во форма на притисок кон мене и кон општинските служби да го изведат на ваков начин. Јавноста ме знае. Видите, кога работите на ова работно место, има голем простор за шпекулации. Елементарна работа е да ги видите вкупните бројки. Дали општина Куманово пред 4,5 години беше една од најзадолжени во државата? Да. Дали општина Куманово после 4 години реализираше голем број на инфраструктурни проекти и отпочна да става ред во градот? Да. Дали општина Куманово денеска има 4,5 милиони евра своји собствени средства општински на жиросметка? Да. А тоа што поединци сметаат дека можат врз база на нивните бизниси да ја контролираат судбината на градот и судбината на граѓаните, јас како градоначалник никогаш нема да дозволам личниот интерес да се стави пред реалниот или општиот интерес. Првиот човек на Куманово рече дека издавањето на дозволата за која што реагира Спасовски е спорна бидејќи има реакција од јавната институција, во овој случај гимназијата Гоце Делчев. Нејзиниот јавен интерес е загрозен со реализација на еден ваков мегаломански градежен проект, кој што, впрочем, претходно не добил согласности соодветни и реални од надлежни институции или конкретно овие институции кои што денеска реагираат и всушност и Советот и јас како градоначалник сме доведени во заблуда, но за тоа ќе разговарам многу повеќе на една од следните седници на Советот, каде што планирам да ги обзнанам пред јавноста сите документации поврзани со оваа постапка. Но верувајте ми, не се работи само за ова, се работи за други намери кои што имаат генерално политички цели. Максиме, тука јас сум подготвен од секој момент да одговарам за своите постапки, секога да погледнам во очи, кој за кого бил дарежлив. Да, имам слушнато информации дека во минатото некои луѓе многу биле дарежливи по однос на поединци и тука во општината и генерално луѓе кои што се активни во политичкото и општествениот живот, но дарежливоста кон мене не ја гледам, бидејќи јас со тие луѓе ни едно кафе се немам напиено во животот, така мали повеќе. Градоначалникот на Куманово истакна и дека во изборниот период бил обвинуван од пратеничката од СДСМ Лидија Тасевска и тогашниот противкандидат Оливер Илиевски за наводна злоупотреба на должност, за што тврди го добил и судскиот спор. Рече дека пратеничката веќе исплатила дел од материјалното оштетување, но не и Илиевски. Телевизија Плюс веќе упати официјална покана за гостување на градоначалникот Димитриевски, но и за сите споменати во емисијата Став или на начин на кој што тие сакаат, пресконференција или изјава, за да ги демантираат обвинувањата.
Во СВР Куманово вчера вечер било пријавено дека во село Лопате Кумановско по вербална расправија бил нарушен јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу 6 лица на возраст од 25 до 56 години, сите жители на Лопате. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Куманово остана без новото пајак возило откако полицијата го исклучила од сообраќај, информираше викендов на пресконференција директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Сашо Петрушевски. Воедно директорот потенцираше дека јавното предпријатие е под постојан притисок. Пајак службата утрово продолжи да функционира со старото возило, додека за новото надлежните во јавното предпријатие Куманово паркинг ќе чекаат одговор од институциите, во спротивно како што велат правдина ќе бараат на суд. Минатата седмица Куманово остана без новото пајак возило, откако полицијата го исклучила од сообраќај, зашто во соботата информираше директорот Сашо Петрушевски. На пресконференцијата Петрушевски потенцираше дека јавното предпријатие е под постојан притисок, а токму еден од примерите е стопирањето на новото пајак возило од инспектор на Државен инспекторат за транспорт и барање од негова страна лиценца за транспорт, која по закон, како што тврди директорот, не треба да ја има предпријатието. Увид на документите за сите други потребни документи не ни ги гледаше, него ни зеде документи кои ни бараше документи кои ги немаш. Немавме и ги немаме и ниедно јавно предпријатие на ниво на Република Македонија ги нема. Ни беше одземена сообраќајната дозвола на 30 дена со тоа што ние како јавно предпријатие веднаш направивме жалба до второстепена комисија и ако не ја вратат сообраќајната, ќе водиме управна постапка пред управен суд заради тоа што верувам и одговорно тврдам дека сме во право. На 28.4. пуштивме старо пајак возило за да ги извршуваме континуирано своите работни задачи. Веднаш по излегување од депото бевме сопрени од службено лице, од ПС, општа надлежност, каде што според негово видување требаше да одиме на технички преглед. Во меѓувреме беа повикани кримтехника, економски криминал, стоевме 2,5-3 часа и во разговор ни беше кажано дека тоа е наредба од горе. Отидовме на технички преглед, каде што во одреден дел од прегледот возилото немаше сиеличка на регистарска табличка и параметрите на задното кочење не беа според законските прописи. Тоа се дефекти кои или аномалии кои веднаш ги исправивме. Откако ги отстраниле пронајдените аномалии на старото возило, Петрушевски вели дека им била вратена сообраќајната дозвола, а дополнително и дека пајак возилото има атест. Имаме атест издаден од 27. февруари 2023 година, со тоа што и налепница стои на самото пајак возило, каде што е атестирано и ги имаме сите потребни документи за вршење на оваа дејност. Мене ми е нејасно зошто се изнесуваат тие невистини и тоа е се со цел да се работата на градоначалникот на општина Куманово и на јавно предпријатие притисоци кои се контролирани од некои министерства. Значи, можам да кажам дека сите овие дозволи кои се потребни за работењето на пајак служба и на двата пајака јавното предпријатие ги поседува. Зошто е се ова вака, ќе процени кумановската јавност, бидејќи поедини луѓе од министерствата ги злоупотребуваат функциите, ги приватизираат министерствата и мислам дека ова е уште еден атак кон јавното предпријатие, кон градоначалникот и кон сите граѓани. За целиот случај Петрушевски вели дека станува збор за личен или политички атак кон јавното предпријатие и злоупотреба на службената должност.
Едни од поголемите прекршители во сообраќајот по однос на узурпација на обезбедените паркинг места се всушност представници од државна и јавна администрација, вклучувајќи тука и голем број луѓе од Министерството за внатрешни работи, рече денеска градоначалникот Максим Димитриевски, одговарајќи на новинарско прашање поврзано со ПАјак службата. И на седниците на Советот и од моја страна се потенцира дека едни од поголемите прекршители во сообраќајот по однос на узурпација на обезбедените паркинг места се всушност представници од државна јавна администрација, вклучувајќи тука и многу голем број на луѓе вработени во Министерство за внатрешни работи, каде што например сега на овој брифинг ќе покажам само една фотографија со која што сакам само да ви доловам за состојбата во која што ние се наоѓаме како локална самоуправа. Например, оваа фотографија добив од засегнат граѓанин, кој што сликал пред општината возило кое што е паркирано токму на место каде што имате одбележено место за забрането паркирање освен за службени возила. Тоа е на самиот влез на општината и пред влезот на полициската станица. Значи, ова возило е собственост на висок полициски функционер, кој што и покрај сите укажувања не сакаше да ја тргне колата. Јас бев принуден како градоначалник да свртам на 192, да го пријавам случајот, да дојдат да го отстранат возилото. Секако пајакот дојде, но самото возило истиот господин си дојде и од оваа локација го префарли на спротивната локација и полицајците кои што управуваа со пајак возилото всушност беа немочни, бидејќи не сакаат да постапат кон нивниот предпоставени. Ова е само еден од многуте примери со кои што ние се соочуваме во борбата против самовластието на поединците кои што ги злоупотребуваат своите позиции и за мене е очекувана ваква реакција. Ова е само еден реваншизам кој што оди на адреса на јавното предпријатие, бидејќи со тоа се оневозможува нивното нормално функционирање. Доколку тие поединци сметаат така, многу е покоректно да излезат на седница на Советот и да кажат дека нив власта не ги допира, не ги засега, да објасниме на јавноста, можеби тогаш и немаме потреба од јавно предпријатие кое што ќе дава вакви услуги, па да живееме сите во еден урбан хаос, кој што всушност тие кои што треба да го превенираат го потикнуваат. Две жени, од кои една потешко, биле повредени во сообраќајна незгода што викендов се случила на локалниот патен правец Куманово, село Речица. На 30 април околу 14 часот на локален пат Куманово, село Речица, патничко моторно возило Hyundai со кумановски регистарски ознаки излетало надвор од коловозот. За настанот е известен јавен обвинител, а увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Куманово. Кумановскиот театар утре вечер со почеток во 20 часот премиерно ќе ја изведе представата За кого бијат камбаните под текст на Ернест Хемингвеј во режија на Мартин Кочовски, информираа на денешната пресконференција од Театар Куманово. Режисерот, актерите и екипата ги поканија кумановци да ја проследат представата во која игра целиот ансамбл и млади актери како гости. За актерите оваа представа е особено важна бидејќи учествува целиот тим. Токму во година кога Театар Куманово одбележува 75 години од постоењето. За кого бијат камбаните, според текст на Ернест Хемингвеј во режија на Мартин Кочовски, е новата премиера на Театар Куманово во првата сезона за годинава, која ќе се одигра утре вечер во Центарот за култура. Режисерот, драматургот, актерите на денешната пресконференција ги поканија кумановци да ја проследат представата, во која игра целиот ансамбл и млади актери како гости, токму во година кога Театар Куманово одбележува 75 години постоење. Најпрво сакам да се заблагодарам на целата екипа која учествуваше во овој исклучително, можеби тежок процес за Центар за култура, бидејќи знаеме сега работиме тука во овие услови, театарот се реконструира, тука сме сите заедно, Центар за култура, Театар Куманово, албански македонска драма. Првата представа во Македонија мене ми беше во Кумановски театар и сега повторно работам тука. Со голем дел од екипата од тогаш се познавам
И сега новите луѓе кои ги запознавам сум воодушевен, а представата е епска. Грандиозна представа. Изборува за светската тага, за длабокиот хуманизам, за време на најлошите времења. И мислам дека ќе допри до публиката по секој начин. И емотивен, и возбудувачки. Драматургот Лидија Митовска-Ѓургиевска вели дека во фокусот на представата За кого бијат камбаните се наоѓа огромната обединувачка моќ на хуманоста и сочувството, но и големината и нескршливоста на човечкиот дух во безизлезни ситуации, а особено кога човек е исправен пред смртта. Вредноста на човечкиот живот, линијата меѓу моралното и неморалното и смислата на постоењето која произлегува од љубовта се дел од темите кои ги отвора оваа представа. Не можам да кажам дека задачата беше лесна и едноставна, бидејќи се работи за многу обемен материјал и комплексен по својата структура и по својата содржина. Меѓутоа, работата не ми беше ни премногу тешка, бидејќи мене лично Хемингвеј многу ми значи и ми е многу интересен како автор. Пред се поради тоа што во неговиот начин на изразување, јас го гледам неговиот слободен дух, неговиот бунтовен светоглед и неговиот гениален хумор. Во представата За кого бијат камбаните играат Александра Михајловска, Александра Пешевска, Антонио Димитриевски, Владо Дојчиновски, Горан Илиќ, Давид Илиќ, Дубравка Киселички, Жарко Јовановиќ, Јанка Левкова, Кети Дончевска Илиќ, Мирослав Петковиќ, Мишо Димитриевски Шипен, Нина Максимова и Чедомир Митевски. Ние стигнавме до премиерата и јас само сакам да го изразам задоволството од тоа дека мене ми е многу кејф што Мартин успеавме да го донесеме да после 20 години, после неговата прва режија во Кумановски театар, да режира повторно кај нас. И тогаш исто се занимававме со чудни теми, работевме по филмовите на Алмодовар. Сега со една огромна материја како што е Хемингвеј, што подразбира дека тој е режисер кој што сака големи теми, особено е задоволство кога во вас како екипа еден режисер ќе препознае дека вие сте подготвени, дека можете да одговорите на тие големи теми. Токму тоа нашиот ансамбл го покажува и го докажува. Многу ми е кејф што имаме млада група на луѓе, актери, соработници кои што навистина онака безрезервно влегува во целиот овој процес, без никакви дилеми, без никакви сомневања и се подготвени и беа подготвени да го истераат до крај покрај сите предизвици. Многу ми беше битно со оваа представа на некој начин да го заокружам тоа моје скоро 5-децениско живење на сценава на македонскиот театар. Не само овде, туку и цела Македонија. Зошто се зафативме со вака голема тема, мислам ми беше многу битно заради овие млади луѓе околу мене. Јас тврдам дека во живот не можеш да имаш повеќе од тие неколку големи енергетски нивоа, да кажеме, кога си млад, уште не си зрел, па влегуваш многу храбро во големи роли, па потоа доаѓа еден период на, да кажеме, надообразување, па почнуваш да се плашиш од тоа, па потоа стануваш позрел актер, па позрел, и верувам дека вакви представи, вакви големи теми, се големо енергетско ниво, кое му дават енергија на актерот и за следните роли. Многу беше битно да се собере една голема екипа, да се собере еден голем режисер, за сите нас овде, бидејќи знаете, работиме во навистина не баш театарски услови, значи нашиот театар се реновира, дај Боже да тоа биде многу поскоро. И мислам дека е многу битно за сите овие млади луѓе овде да се поддржуваат, да се сакат, затоа што театарот подразбира, голем театар подразбира и приватно дружење, не само дружење на сцена и тоа што значи само представа. Сум многу задоволен и од режисерот, од самата тематика, бидејќи за секој актер да работи роман и
нешто вако поконкретно е предизвик пред се. За мене беше вистина еден убав предизвик и се надевам дека луѓето ќе се задоволни со тоа што ќе покажеме. Ова е голема представа и моја особена чест да работам со големиот Мартин Кочовски и целата екипа, Лидија, Пеце Брада, Филип за сценографија и голема благодарност до Театар Куманово и на УЦК Трајко Прокопиев за честа што ми ја направија да научам, да поминам една авантура и да изведам една представа, се надевам квалитетно. Представата која љубителите на театарската уметност ќе имаат можност да ја проследат утре вечер со почеток во 20 часот е поддржана од Министерството за култура. Денеска во 10 часот и 30 минути во селото Сопот, Кумановско, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Сопот при регионалниот центар за гранични работи Север лишиле од слобода 22 годишен жител на Сопот, информираат од МВР. Како што појаснуваат од полицијата, тој бил баран по централна потерница врз основа на наредба на Основниот суд Куманово за издржување на затворска казна од 9 месеци за сторено кривично дело по член 383 став 2 од Кривичниот законник. Лицето ќе биде спроведено во надлежната казнено-поправна установа за издржување на казната, стои во соопштението. Во продолжение следува преглед на вестите од Македонија. Малопродажната цена на евродизел од полноќ се намалува за 2 денари, на бензинот Евросупер БС 95 за 1, а на Евросупер БС 98 за 1,5 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата цена на евродизел ќе биде 69 денари, Евросупер БС 95 ќе се продава за 80, а Евросупер БС 98 за 82 денари за литар. Цената на екстралесното масло за домаќинство не се менува и останува 68 денари. За 0,3 денари поевтинува мазутот и 1 килограм ќе чини 41,075 денари. Во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа настан со кој официјално беше означен почетокот на ИПАРД 3 програмата. Имаме најголема искористеност од 98% на средствата од ИПАРД 2 програмата, со склучени 2369 договори, 0 евра повратна средства за целиот ИПАРД 2 период и први во регионот ние започнавме со ИПАРД 3 програмата. Успех кој се мери во милиони евра инвестирани дома. Успех преточен во инвестиции по европски стандарди за модернизација на земјоделството и зголемен рурален развој, изјави министерот Николовски. Во своето обраќање посочи дека реализирани се многу нови преработувачки капацитети, објекти за рурален туризам, фарми, модерна земјоделска механизација, системи за наводнување и мали бизниси од руралните средини. Новите капацитети значат зголемено производство, нови вработувања, поголем рурален туризам и зголемена домашна економија. Радува фактот што од 2369 договори, дури 859 се млади земјоделци, чии инвестиции во земјоделството изнесуваат 9 милиони евра. А она што дава уште поголема тежина на овие бројки е фактот дека сите инвестиции финансирани од ИПАРД се согласно строгите ЕУ стандарди. Новиот програмски период со ИПАРД 3 започнува со 62% поголем буџет во споредба со ИПАРД 2. Судскиот совет повторно ја одложи седницата за избор на председател, со што дополнително ја зголеми загриженоста за независноста на судството. Причината за одложување на денешната седница на Судскиот совет засега е непозната. За помалку од 5 месеци две председателки на Судскиот совет беа сменети, што предизвика сериозна загриженост за независноста на судството. И двете обвинија дека причина за нивната смена е политички интерес. Весна Дамева ја презеде функцијата во декември 2022 година, а беше разрешена минатиот месец во постапка која судската фела ја оцени како незаконска. Незината претходничка, Павлина Црвенковска, поднесе неотповиклива оставка и обвини за притисоци од судско бизнис елитата. И Дамева и Црвенковска беа назначени за председателки на Судскиот совет на предлог на председателот на државата Стево Пендаровски. И двете дојдоа од редот на стручните соработници, но сепак нивниот краток мандат беше одбележан со обвинувања за политичко мешање во Судскиот совет. Судската фела и правните експерти реагираа дека разрешувањето на Дамева е незаконско. За овие случувања загриженост изрази Државната комисија за спречување на корупција,
како и Коалицијата за правично судење. Таа наведе дека во деловникот за работа на судскиот совет не е предвидена процедура за разрешување на председателот, туку дека се предвидени само одредби за дисциплинска постапка и одговорност на член на советот. Председателот на државата Стево Пендаровски соопшти дека вакви сцени не му доликуваат на тело кое има многу одговорна улога со оглед на неговите надлежности во изборот и разрешување на судии и оценување на работата на судиите. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која се искачи до 20 степени и минимална утринска која беше 9 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 10 до 17 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата, останете и понатаму со нашата програма.